Поздрав фамилија, јас сум Никик, здоровте во новото видео. Значи, тоа се вака ќе си опочнувам да речем клипов од се, значи ќе биде поздрав фамилија, пошто поздрав на сите, јас сум Никик, е многу basic. Така да, од се спремете се за поздрав фамилија, јас сум Никикс, почна се хештег Никикс фамилија, да бидете поздравени во следно видео. Овој пат ќе коментирам зошто пропаѓаат игрите денеска, значи дали била една, дали била друга, со толку голема популарност ќе пропанит, значи и една и друга игра. Значи каква и да е и што и да е, од секој пат значи игра која растела, ќе пропанит и нема што тука, значи игра се игра додека е малце популарна и други работи. Еве, тука се различни игри, како што се од игри на компјутер, на или ти PC, Xbox, PlayStation, телефони, значи сега е баш доста популарно да излезе зид прво за компјутер, после идат за телефони, за телефон, значи пукат цел свет, значи да има доста што игри доста на телефони игри. А прва игра е Clash Royale, игра на телефон која пропадна. Не знаеме и ние зошто пропадна толку играта, значи не знаеме зошто толку пропадна играта, а толку да речем беше добра. Значи тоа на цел Балкан полуде за таа игра и колку и да беше да речеме шит на свој начин, беше толку и добра, значи зошто? Излегува доста апдејти, ама според мене беше заради апдејти. Зато пропадна играта. Заради тоа што не ваѓаше толку апдејти. Значи во последно не ваѓат само една карта и луѓето ќе ја отклучат вака. Ова, значи, само ова го слушате. И толку, значи, тоа е тоа. Отклучена е картата или пак ќе купиш, ќе направиш едно друго. Не излегви нити пак и Legendary Arena, нити пак и 300 глупости што мој да ги натерат луѓето да рече вау, колку јако игриче едно друго. Значи, тоа е баш да не можеш да ја понесиш самата игра, да не можеш да речеш леле брат, колку е јака игра едно друго. Еве, чист пример, значи тоа беше зашто пропадна Clash Royale, едноставно не излегве апдејти што треба да излезат, значи тоа ја гледаш дека играва баш расти, тоа пари се мелтат на таа игра, знаеш, цело време земет пари и девелопери едно друго, а ништо ново напред. Се играт уште, не викам не, ама на наши простори едноставно е скроз мртва самата игра, што ја снимат еден во 50 души, тоа што не е популарен толку јутубер. Имат, значи да ја снимат, не викам не, мада не е тоа веќе, значи самата игра си пропадна заради едноставен апдејт што не излегвеше. Доколку правиш игра, треба да си свесен дека ако ти расте веќе играта, дека треба да направиш нешто што на луѓето толку им се свиѓа, свеќаш не треба ти да направиш нешто лошо, мада секој пат има ти колку добра, толку и лоша страна. Друга игра е Minecraft. За ова игра јас сам не знам зошто пропадна, но толку сумњам на тоа што популацијата, значи расте, самите деца, значи се растиме ние. Толку јас сакав например таа игра и нигде никаде немам желба да ја играм. Зошто? Порано беше толку интересна, колку што денеска немој да биде, а и нема никој па ни да биде веќе толку интересна. Може нешто ново ќе стајат. Но тие времења беа кога се играше доста Minecraft, вау, баш да речеш игра која што заслужува ти ако многу постари луѓе или ти лица или како и да е, не ја играја таа игра, мада едноставно не знам, луѓе децава си растет, постануваат како луѓе, повозрастен размислуваат поинаку и јаби го, знаеш, се менвит, значи, зато мислам дека пропадна заради тоа што едноставно не знаеш, си растиме ние, деца растиме во поголема популација, ќе фатиш женска, значи тоа зборувам чисто, ќе фатиш женска и оставаш игри, оставаш компјутер и 300 глупости, мада, чисто сумњам да е тоа. Fortnite игра која не е пропадната, ама мислам дека ќе пропадне, едноставно ова е моје самомислење, игра која што толку прајд, значи прајд неверојатни работи. Игра која што не можеш да ја мразиш ти, зошто? Еве пак имат ликои или ти пак луѓе, лица, што знам како да ги наречам,
луѓе кои што она се возрастни, јаби га она као не ми е интересна брат таа игра. Ама толку прави таа игра. Толку прави, за разлика од другиве. Еве, ќе споредиме таа со PUBG. Настана, значи, она хаос измеѓу Fortnite и PUBG. Настана доста голем хаос и се гледаше која е подобра. Но PUBG со тек на време гледаме дека не ваѓаат апдејти, она, знаеш, ќе стете на пушка шо утре ќе се забораит, не исти си играат Кар 98K, Калаш, МК и 303 тие глупости. Ама ја саке таа игра заради што е толку, знаеш, графика. А Fortnite толку може да ваѓат апдејти заради тоа што играта е фантазија. Сеќаш на фантазија, брат, како да си во некоја фантазија да речиш, леле брат, она замисли да сум кажувам чисто. Замисли брат да сум на Марс, да можам да летам, да можам едно друго, сеќаш. Тоа е баш вау да речеш игра на која што не можеш да ја одолеш затоа што утре излегви некој добар скин, ти ја купуваш скинов. Напредвиш доста, знаеш, пукање, едно друго, излегви утре пушка, ти ја пробвиш, ти се свиѓа таа игра, па се игра недела дена, се игра активно, знаеш, полудви цел интернет, полудвиш ти, додека ја играш самата игра. А додека во PUBG немаш ништо немаш. Излегви те на пушка на 2 месеци, излегви некои од дела што не ти се потребни, едноставни, не ти се потребни тие работи. И накрај зашто пропаѓат самата игра? PUBG затоа што не е фантазија игра, а Fortnite е фантазија. Така да, тоа би било то. Мајне мислење, лајкен, сабскрајбиден и ра.